Добро утро, Кристина. Две теми ќе ни бидат денеска на дневен ред од глобалната политика. Прво ќе почнеме со изборите кои се одржаа во Сирија. Башар ал Асад повторно победи. Тој е на власт од 2000-та година. Огромен број од граѓани одадоа гласот за Асад, но она што е интересно е дека и има против кандидати, тој на претходните избори дозволи практично формално да учествуваат и други против кандидати. Каква е твојата анализа и оценка за она што се случуваше на сириските избори? Па очекувано е дека Башар ал Асад ќе да победи на овие избори, тој победи со 92% и секогаш кога еден кандидат ќе победи со убедлива победа од 92% освоени гласови, секогаш тоа на некој начин се става под сомнеж и под сомнеж дали биле демократски изборите. Во секој случај четврти мандат, 7-годишен мандат за Башар ал Асад, човек чиј татко претходните 30 години владееше со до 2000-та практично владееше, се викаше Хафез ал Асад, до 2000-та година, така да тој и татко му вкупно повеќе од 50 години владеат со Сирија, а нивното владењето на нивната династија само го продолжува сојузништвото на Сирија со Русија и практично Сирија и во наредните 7 години сигурно ќе остане бастион на руската соработка на Блискиот Исток, а знаеме дека ова семејство и овој председател, како и неговиот татко, не се баш многу наклонети кон Вашингтон, па така западните држави повторно ќе имаат би рекол, тројански коњ во нивната блискоисточна политика. Ќе потсетам изминатиот период, Сирија беше поприште на судири и се уште е поприште на судири, таму Западот сакаше да го урне Башар ал Асад, кога го смета на некој начин за диктатор и за недемократски избран председател, па сега со овие нови избори ќе очекуваме реакцијата на Вашингтон, но останува руското упориште на Блискиот Исток во Сирија. А Башар ал Асад, односно председателот на Сирија, има мандат од 7 години. 7 години. Така, ова е еден од подолгите мандати за владење. Што очекуваш од овој мандат на Асад? Дали е тоа истата, дали ќе остане истата политика со оглед на тоа дека има нови моменти и нови конфликти кои се случуваат на Блискиот Исток, дали Сирија ќе остане на истиот курс? Ќе остане на истиот курс, тоа нема што да се очекува. Тоа е традиционално. Сирија воопшто е традиционално врзана со Москва. Ќе потсетам дека и за време на ладната студената војна и по Втората светска војна Сирија беше единствена блискоисточна држава која имаше огромна поддршка од тогашната комунистичка партија на Советскиот сојуз, а потоа со распадот на Советскиот сојуз Москва продолжи да ги развива односите. Ќе потсетам, Западот се обидуваше пред 6 или 7 години на неколку пати да го урне Башар ал Асад, но се вмеша Путин и Москва и го заштитија, практично го осигураа неговото владење, се со цел Русија да успее да остане, да има таму војни бази на Црвеното море. Ќе потсетам, Русија има 4 војни бази на Блискиот Исток, сите се во Сирија и оттаму стратешки се обидува да го контролира регионот, кој пак е обкружен со западните сојузници како што се Ирак, како што се Обединените арапски емирати, да не ги набројувам државите, тука и Саудиска Арабија. Во секој случај, геостратешки гледано, Москва останува да ја има контрола врз земјиот дел од блискоисточното копно и море. Ден, кога сме на темата Москва, но далеко од темата Сирија, денеска во Москва има средба на Путин и Лукашенко, а средбата е поради приведениот новинар, поради кој и беше приморан еден авион да слета во Минск, па потоа го продолжи патот. На средбата точно по средбата не се предвидени изјави за новинари. Што се очекува од оваа средба?
Во Сочи ќе се сретнат Путин и Лукашенко. Се очекува она што беше речено веднаш откако се случи инцидентот со принудното слетување на Ryanair на аеродромот во Минск и апсењето на опозициониот блогер и новинар Роман Проташевиќ. Се очекува поддршка на Москва. Москва веќе рече дека Белорусија постапила во склад со процедурите, го тргнала, принудно го слетала авионот бидејќи имала наводи дека во него има подметната бомба, но исто така и опозициониот новинар за кого веќе имало распишано потерница, па оттаму денеска се очекува Путин само да му даде дополнителна поддршка на актуелниот белоруски претседател кој исто така е 30 на години на власт во Белорусија и некако можеме да ги повржеме Сирија и Белорусија, бидејќи ми се чини дека Москва е во голема офанзива да ги заштити своите сојузници и земјите со кои тие управуваат како зона на руско влијание. Ќе потсетам, претходно беше Украина, некако геостратешкиот удар меѓу Западот и Истокот се префрли сега на Белорусија, но оно што е најинтересно во моментов од утринава е новите обвинувања со кои се соочува Роман Проташевиќ. Ќе потсетам, тој не е обвинет сега само за она за што беше уапсен дека ширел лажни вести за време на минатогодишните протести на улиците на Минск, поради кои го ги оспорува победата на актуелниот претседател Александар Лукашенко, значи дека лиферувал само лажни вести, немал само новинарска улога, туку сега КГБ излезе, не КГБ, него ФСБ, нивната разузнавачка безбедносна служба излезе со тврдење дека тој како војник пред 5 години учествувал во војните за Донбас, односно од страна на украинските доброволци, дека служел во злогласната парамилитантна организација, парамилитантна единица Азов и дека едно од обвиненијата е дека тој нелегално делувал против интересите на Русија и Белорусија, значи бил паравојник и можеби и тоа е една од причините зашто тој е уапсен, така да тој сега за сега има двомесечен притвор, но му се заканува затворска казна од 15 години доколку се докаже неговата вмешност во ваквите или ваквиот тип на акции. Она што сакам за крај да го кажам само на овој утрински аналитички брифинг е и војната на цивилните рути кои се случуваат во моментот на Белорусија. Имено Европската унија и САД воведуваат санкции кон Белорусија поради постапката да го насилно да го спуштат авионот на Ryanair и го суспендира рутите над небото на Белорусија. Во Белорусија можете да пристигнете единствено од страна на Москва. Но сега Москва која и дава поддршка на Белорусија ги суспендираше останатите рути, па така западните авиокомпании кои сакаат да одат за Москва, кои летаат за Москва, како што беше летот од Париз и летот од Виена, побараат друга рута за патот на кај Москва да не летаат над белоруското небо. Москва тоа не им го дозволува и им вели: секој кој сака да дојде во Москва, да лета од Европа, мора да лета над небото на Белорусија, па оттаму сега на некој начин и во Москва не може да стигнат патниците од западните држави, бидејќи Москва не ја признава западната алтернатива дека ќе се бойкотира цивилното небо над Белорусија и дека ќе се оди по други рути. Така да ќе видиме како ќе испадне целата оваа работа. Ми се чини дека Москва не отстапува од својот стар и добар сојузник Белорусија, од друга страна Западот е настрвен и сака по секоја цена да ја казни Белорусија поради нивната поставка за спуштање на цивилниот авион на Ryanair и да воведат дополнителни санкции и ми се чини конечно да се обидат да го урнат белорускиот претседател Александар Лукашенко, кој повеќе од 26 години владее со Белорусија и кој идентично како и претходната тема Башар ал-Асад секогаш победува со 92 или 93% освоени гласови, без при тоа да има опозициони лидери или пак некој лидер кој како против кандидат освоил од 2%. Само уште една информација која излезе утринава, исто се однесува на политичката состојба во Белорусија, поточно
последиците од истата. Европската велосипедска унија денеска и го одзела Европскиот шампионат на Белорусија поради актуелната политичка ситуација, а Литванија се пријавила да го организира Европското првенство во велосипедизам, но се уште нема таква одлука, па еве политичките случувања се гледа, видливо е дека влијаат. Но сакам само нешто да кажам за гледачите како информација. Принудното спуштање на цивилниот авион на Ryanair за да биде уапсен опозициониот новинар Роман Проташевич не е прв инцидент ваков, бидејќи Москва ја поддржува Белорусија, Москва потсети на идентичен таква постапка на овој пат од Соединетите Американски држави, кога во 2013 година го принудно го слетаат авионот на тогашниот боливиски претседател Ево Моралес поради сомневање дека во авионот со Моралес патува и Едвард Сноуден, разузнавачот за кого американците имаат распишана меѓународна потерница. Исто така принудно го слета овој претседателски авион, идентично како што Белорусија го слета авионот на Ryanair. Па оттаму денеска Москва прашува како ова го сметате за терористички чин, а она друго не го сметате за терористички чин, ако се земе во предвид дека при апсење на одредени лица кои се под меѓународна потерница, властите ги имаат право да преземат секаков тип на постапки. Дејан, благодарам за денешната анализа. Се гледаме повторно во понеделник. Благодарам и на вас.